Македонската јавност е сведок дека во подолг временски период во ЕЛЕМ, а во нејзин состав и во РЕК Битола, има серија на криминално-корупцијски афери. Во јули 2010 година МВР поднесе кривични пријави против 12 сегашни и поранешни врвни раководители во РЕК Битола. За чудо, кривични пријави добија сите први луѓе во РЕК Битола, освен нивниот претпоставен, тогашниот генерален директор Зоран Коњановски. Денес ќе обзнаниме нови податоци и информации за уште еден мега скандал во РЕК Битола. Станува збор за огромен и целосно непотребен пораст на потрошувачката на мазут, иако мазутот не е основна суровина за производство на струја. Затоа, одговорните лица во РЕК Битола и АДЛМ треба да одговорат на следните прашања. Прво, зошто потрошувачката на мазут во РЕК Битола во периодот 2007-2010 година на годишно ниво изнесува просечно 9073 тони и е за повеќе од 4,5 пати поголема од просечната годишна потрошувачка на мазут во периодот 2003-2006 година. РЕК Битола во последните 4 години троши просечно над 7000 тони мазут повеќе во споредба со периодот 2003-2006 година. На тој начин се прави штета од околу 3,75 милиони евра на годишно ниво, или замислете, вкупно за 4 последни години, околу 15 милиони евра според сегашната цена на мазутот. Која и година да се земе за споредба, ситуацијата е катастрофална. Например, во 2005 година се потрошиле 1342 тони мазут, а во 2010 година се потрошиле 12058 тони мазут, или дури 9 пати повеќе. Може би некој ќе помисли дека во 2010 година се произвеле повеќе струја, но ама не е така. Во 2010 година производството на струја е помало од 2005 година. Значи, не само што ова раководство на ВМРО ДПМН троши повеќе мазут, туку уште повеќе. Тоа раководство успеа со повеќе мазут да произведе помалку струја. Како е можно РЕК Битола во периодот 2007-2010 година просечно да троши дури 464% повеќе мазут во споредба со периодот 2003-2006 година, а да произведува речиси 8% помалку струја? Прашањето е дали не знаат успешно да работат или пак свесно крадат. Или пак, може би и двете. Второ, граѓаните мора да знаат дека како резултат на ваквото работење цената на струјата се зголемува. Конкретно, цената на чинење на електричната енергија во РЕК Битола во 2010 година е поголема за огромни 68% во однос на цената во 2006 година. Ова неоправдано високо зголемување на цената, меѓу останатото, се должи на неоправданото фантастично зголемување на потрошувачката на мазут од дури 545% во 2010 во однос на 2006. Овие непотребно потрошени 15 на милиони евра можеа да се искористат за изградба на нови хидроцентрали со вкупна инсталирана моќност од околу 15 на мегавати снага. Заклучокот е, функционерите на ВМРО ДПМН во енергетиката не градат, туку крадат. Власта на ВМРО ДПМН има помалку од 2 месеци да го расчисти овој скандал. Ако тие тоа не го направат, и овој скандал, како и другите, ќе биде законски санкциониран од страна на идната влада на СДСМ.